Така. Ај па напред. И со сеќе. Дека е добро. Со секој, да. Добра лубеница се познава по звукот, зелената држка и изгледот, велат производителите од Штип како совити за избор на квалитетна лубеница. Иако се продава до 15 денари за килограм, сепак купувачи во Штип нема. Производителите се жалат, летото го трошат на поле, но пазарот не е заинтересиран. Потребно е рачно собирање, товарање и транспорт. Лубениците со добар изглед и зелена рачка се вистински хитови, но остануваат незаслужено на тезгите. По 15 денара килото. Барат ли ги луѓето? Бара, ама некој не ќе да дава. А не е тешко, само има едно месец работа за неа, да си работи. Не е ништо тешко. Најлесно работа што е бостанче. Да, а најтешко е да го собериш. Тој најтешко е, пошто на раце. Од раце у камион треба да го фрлиш. Па за некој не доаѓа скапо, за некој доаѓа скапо. Зависи од платата, Некој земи, некој не земи, ама ке земи. Баш црвена е, баш како блага, оној све убаво, све. Па треба да чукнемо и да гледамо кој е од рачката. Пример, овај се гледа дека е печена. Значи, она е здрава. Граѓаните кои секојдневно конзумираат лубеница се децидни дека истата е добар рецепт за освежување на летните горештини. Ја ладат во фрижидер, а од неа знаат да направат и некои летни десерти и сокови. Јас си земам од кутура, каква ќе излезе, таква. Ако излезе не убава, ај у кантата. Освежува ли? Па знаате и вие дека освежува. Па како што не бидео вошито, сега лубениците ваа година барем бидеа. Тоа мажите се купувале да чукнеш, а тоа не знам. Стара изгледа, некој си навика на старите. А иначе не. Инаку и лекарите препорачуваат во летните горештини да се јаде лубеница со цел да се хидрира телото. Иако конзумирањето течности е особено важно во летните горештини, сепак и лубеницата содржи доволно течности кои помагаат телото да се хидрира.